Пред се сакам да истакнам едно мое мислење и една благодарност до вас што го поттикнавте овој проект. Јас мислам дека децата многу сакаат да бидат прашувани од возрастните, но не прашање од типот, да кажеме колку е 5 по 9, туку сакаат да бидат прашани за прашања кои што може би за нив се од некоја голема важност, заради тоа што децата едва чекаат да дадат одговори од кои може би самите би биле импресионирани колку многу имаат да приложат и да кажат за кај нас возрастните и да одговорат на нашите прашања. Како и да го резюмирам на првиот дел од конференцијата, накратко ние зборувавме во првиот дел од денешната конференција за локалната акција за детските права и зошто се тие важни. И нашите помлади членови ги истакнаа своите мислења, односно истакна како тие од своите очи го гледаат овој проект и како тој проект придонесол во градење на нивниот став. Исто така мислам дека ова не треба да се занемари заради тоа што промените секогаш започнуваат со мали нешта и водат кон многу големи работи, а понатака во првиот дел од оваа наша дискусија нели продолживме со гледиштата на малку повозрасната група и навистина дадовме една убава завршна целина на првиот дел од оваа конференција. Во наредниот дел од денешната конференција ќе дискутираме за идните чекори, тоест како да се интегрира платформата и стратегиите во редовното локално планирање, а во тоа повеќе ќе наупати Васка Бојаджи. Таа е проектен менаџер и истражувачка во Центарот за семејно и детско згрижување КМОП Скопје. Низината експертиза е во доменот на детски права и заштита на истите. Воедно таа е автор на идејата за проектот назначен како место за растење општини посветени на децата. И затоа сега би дала збор на Васка Бојаджи со нас да ги сподели низините мислења. Фала ти. Здраво на сите официјално и од мене, ако мислам дека со најголем дел веќе се поздравив, со најголем дел се знаеме, но мило ми е за сите нови ликови што ги запознав на оваа завршна конференција и секој од вас имаше многу битен удел во реализирањето на овој проект во изминативе месеци. Горда сум што дојдовме до оваа фаза во проектот, горда сум што имаме можност за соработка со толку многу посветени луѓе, со луѓе кои што вистински ја препознаа потребата од проектот и се заложува и лично и професионално за остварување на целите на истиот, а тоа е всушност најбитно дека потребата за истиот и целите на проектот биле препознаени и распространети. Здраво и на Александар, можеби и Александар би сакал првично да се обрати или да, важи договорена. После тоа ќе прави Александар. Во овој завршен дел јас би сакала накратко само да го презентирам еден од конечните резултати кој што беше направен во рамките на проектот, а тоа е платформата за следење на правата на децата. Всушност идејата за постоењето на една таква платформа беше поттикната од нашите претходни искуства со носење на документи за јавни политики, на стратешки документи како на национално ниво, така и на општинско ниво. И најголем дел од тие документи всушност остануваат како порано би рекле во фиока, толку сум стара, а сега во некој дел од интернет просторот, најчесто на некоја веб страница, на некое министерство, друга државна институција или на страните на општините и пред тоа откако ќе бидат донесени, со нив повеќе никој не се занимава, освен луѓе кои што имаат интерес во областа на која што се внесува стратегијата. А дотолку повеќе што истиве стратешки документи не се следат постојано, значи не се знае до каде е нивното спроведување, не се прават извештаи за нивното спроведување и практично само ги имаме документите со кои што главно се запознаени тие кои што учествувале во нивното донесување и најчесто никој пошироко и завршуваат како што завршуваат, што за жал беше случај со клучни документи од областа на унапредувањето на правата на децата,
како поранешниот акцијски план за заштита на правата на децата кој што постоеше многу одамна и за кој што сега никој не знае ни каде е, ни каква е неговата содржина, ниту пак некој известил за неговото спроведување. Ние не сакавме да се случи истото со стратешките документи развиени во овој проект и долго се мислевме кој би бил пристапот и какво би било решението за превенирање на повторување на истиве искуства од порано и тоа што го смисливме се надевам дека е целисходно и дека навистина ќе заживее. Сега накратко ќе ви ја презентирам платформата која што ја изработевме, инаку да ви потенцирам само дека таа платформа е се уште во процес на изработка, значи не е целосно завршена. Ни следуваат активности со општините во текот на кои што платформата ќе биде тестирана од страна на општините, за да видиме дали навистина е функционална, дали нешто фали, дали нешто треба да се подобри со истата и се разбира обука на општините за нејзино користење, бидејќи главната идеја е дека откако ова ќе биде еден финален производ, палката ќе биде предадена на општините, тие ќе си имаат кориснички профили на самата платформа, преку кој што ќе можат директно да си ги ажурираат податоците на истата. За разбира, ние секогаш ќе бидеме тука за поддршка од каков и тип да треба, дали административна, дали техничка, дали може би по-суштинска, но главната одговорност и обврска останува на општините понатаму. Ова платформа е замислена како еден динамичен виртуелен простор кој што е повеќе наменски, значи има повеќе кратни цели. Главната цел и прва и основна цел е всушност пошироко запознавање на сите со постоењето на стратегиите, а под сите не мислиме само на возрастните, туку мислиме и на децата и на младите во општините, но исто така и на сите професионалци кои што во која било сфера работат директно со деца, дали е образование, дали е социјална заштита, дали е здравство, и на сите носители на во општините со запознавањето, да се запознаат подетално со постоењето на самата стратегија и се разбира и на родителите и на пошироката јавност. Таа цел беше водачка во дизајнирањето на самата платформа, бидејќи имавме предвид дека истата треба да биде што е можно по-едноставна, дека јазикот кој што се користи треба да биде едноставен, дека треба да биде разбирлив за сите, а исто така и самото навигирање низ платформата дека треба да биде дека не треба да биде комплицирано, дека треба да биде интуитивно и плюс да биде едноставно пристапно за сите. Се разбира и понатаму треба да работиме на унапредување на овие аспекти од функционирање на самата платформа. Понатаму наредната цел за постоењето на оваа платформа е да им се даде една алатка на општините за следење на стратегиите, за следење на нивното спроведување и за постојано објавување на нови информации за тоа кои активности ги имаат спроведено, како ги имаат спроведено и за информирање на пошироката јавност за тоа докаде се во спроведувањето на стратегиите. И тоа во реално време, а не после да чекаме да поминат 2, 3, 4 години па да се направи еден извештај за спроведувањето на стратегиите и тоа да биде тоа, туку континуирано како што се спроведуваат, како што се реализираат активностите, така истите да бидат прикажани и ажурирани на самата платформа и се разбира на тој начин да обезбедат една отчетност пред своите граѓани за тоа кои се нивните заложби и што тие реално прават за спроведување на стратешките документи. И се разбира, се надеваме дека платформата ќе инспирира и други општини во Македонија да го направат истото, да донесат своји стратешки документи за унапредување на правата на децата. Се надеваме дека ќе согледаат дека тоа не е невозможен процес, дека тоа е процес низ кој што поминаа веќе неколку општини кои што можат да ги споделат своите искуства од процесот, позитивните работи на кои што наишле, но исто така и предизвиците во процесот и на тој начин да им помогнат и тие да усвојат такви стратешки документи. И се надеваме дека имаме една мапа на Македонија со сите општини. Овие општини кои што ни се во протоколот се општините кои што учествуваат во проектот и кои што имаат развиени стратешки документи.
гледајќи во иднината се надеваме дека што е можно поголем дел од оваа мапа нема да биде во бело, туку ќе биде во портокалово. И тука сме сите ние заедно да се осигураме дека тоа ќе биде направено и дека во најмала рака ќе бидат поттикнати и поддржани останатите општини во нивните напори за стратешко планирање за унапредување на правата на децата. Да не ви должам премногу, се разбира дека кога ќе биде направена платформата, таа ќе биде широко распространета, сите ќе бидат информирани за нејзиното постоење и поттикнати постојано да отварате, да гледате докаде општината во спроведувањето на стратешките документ кој што е усвоен, а исто така и за секој кој што се интересира едноставно од областа на правата на децата, ќе може да си направи еден компаративен преглед, да види кои се разликите во проблемите кои ги засегаат децата помеѓу различните општини, да ги види различностите во пристапите на општините кон решавањето на проблемите кои ги засегаат децата и така натаму. И всушност да се надеваме дека оваа платформа ќе ги мотивира и самите општини кои што учествуваат во проектот, веќе имаат изработени стратешки документи, да ги ревидираат своите стратешки документи постојано, да се трудат тие да бидат навистина подобрени, унапредени и реално да отсликуваат состојбата со правата на децата во општината и приоритетите кои што им се битни и на возрастните и на децата. Во однос на платформата, таа има повеќе функционалности, е достапна на 2 јазици за сега, значи на македонски и на албански јазик, со тоа што не сите стратегии ќе бидат достапни и на македонски и на албански јазик, че само стратегиите, текстот на стратегиите само во општините каде што се зборува исто така и албански јазик од значаен дел од населението ќе бидат достапни и на албански јазик, но секако се мислевме многу дали биде достапни и на англиски јазик, ама со сите модерни алатки за превод, свативме дека секој кој што и од странство би сакал да пристапи да види за каква добра практика станува збор, дека ќе може тоа непречено да го направи. Инаку самата платформа ќе си постои на одделен линк, бидејќи ние во рамките на проектот не имаме обврска за одржување на проектната веб страница никое време по завршувањето на проектот, но сакавме да се осигураме дека ќе постои на одреден, мислам со свој домен ќе се биде и ќе може да постои на неограничено време по завршувањето на самиот проект. На почетната страница од платформата може да видите еден краток опис за тоа за што точно станува збор, кои се целите на платформата. Понатаму ќе додадеме и нови информации во овој дел за на секој корисник да му биде јасно како дошло до развојот на платформата. Ова дава преглед на основните стратешки цели, инаку сите локални стратегии беа поделени на истите стратешки цели на некој начин и по тие стратешки цели секоја општина си разви своји подцели, но исто така и активности, но тука се дава преглед на тоа кои се всушност стратешките цели кои што се фатени со сите стратегии. Овој дел ни дава интерактивна мапа и ни дозволува преглед на сите општини кои што имаме стратешки документ со кликање на некоја од општините, сега издржавме Кисела Вода, бидејќи таму не е усвоена стратегијата. Ни дава, се отвара оваа страница, каде што може да видите еден краток опис за самата стратегија, но исто така и стратешките цели. Како што кажав, тие се исти за сите општини. Првата стратешка цел е недискриминација и почитување на децата во рамките на заедницата. Втората стратешка цел се однесува на унапредување на правата на децата, да бидат слушнати нивните мислења, да бидат земени предвид во процесите на донесување на одлуки на локално ниво. Третата стратешка цел се однесува на пристапот до квалитетно образование, но исто така и до социјални услуги. Четвртата на живење во безбедна, сигурна и чиста животна средина, а петата на уживање во семеен живот, исто така и на игра и на слободно време. Ако одиме подолу, тука ќе можете да видите да преземете практично да го преземете целосниот текст на стратегијата, ако сакате да го видите во овој формат.
или можете да ги видите исто така активностите, целите, постигнатите резултати со кликање на секоја од отделните стратешки цели. Кога ќе кликнете на одредената стратешка цел, ви се отвара овој дел. Од левата страна има едно мени, каде што се гледаат сите поделни цели по таа конкретна стратешка цел и активностите по секоја од овие цели, временската рамка предвидена за реализирање на истите, потребните ресурси, одговорните страни, но исто така и другите чинители кои треба да бидат вклучени во спроведувањето на стратегијата. Делче едно што се вика состав, односно кој што треба да ни каже дали активноста е започната со спроведување во општината, дали се уште не е започната, дали е во тек, дали е завршена или можеби е откажано спроведувањето на активноста од XXX причини и едно поле со докази каде што практично општината ќе може да постира на некој начин, односно да објави информации во однос на самото спроведување на конкретните активности. Тие информации може да бидат во форма на текст, значи како објава за јавноста, за спроведените активности, но исто така ќе имаат можност за објавување на фотографии или на документи кои што се поврзани со самото спроведување на конкретната активност, така да секој кој што се интересира, овие податоци ќе му бидат многу лесно достапни, буквално само со неколку кликови. Ние ќе знаеме дали општината ја реализирала активност или не и ќе имаме пристап до соодветни информации. Имаме исто така едно поле кој што се нарекува индикатор. Идејата е дека тука општините ќе можат да внесат квалитативни или квантитативни индикатори поврзани со спроведувањето на конкретните активности предвидени во стратешките документи, бидејќи иницијално во самите стратешки документи не беа внесени индикатори, така да сметавме дека ова е една добра можност да индикаторите бидат развиени од страна на општините и на некој начин се обезбеди и таа информација за сите активности кои што се реализирани или за активностите кои што општината планира да ги реализира. Индикаторите ќе бидат различни за сите активности, бидејќи природата на активностите е различна и сите може да се однесуваат на бројките на луѓе, на деца и на возрастни кои што биле вклучени во активностите. Ако се однесува, пример да кажеме, на изградба на игралишта, општината може да внесе информации за тоа за колку игралишта станува збор. Само овие се станува некои од примерите кои што можат да бидат за типот на индикатори кои може да бидат внесени. И имаме еден дел за вклучување на засегнати страни. Практично со кликање на овој дел можете директно да поставите прашање или да поднесете предлог до општината кој што се однесува на реализирањето на самата стратегија. И целта ни беше да секој што има како било прашање или на кој што ми се потребни детални информации или да кажеме гледате стратегијата и приметите дека нешто фали во нејза, да можете на директен начин да поднесете предлог до самата општина и да кажете ете јас сметам дека треба во стратегијата да биде додадено тоа или да се посвети повеќе внимание на некое друго прашање и слично, се со цел општините да бидат отворени за добивање на предлози и добивање на прашања од секој на кој што има како било интерес или кој што е засегнат од овој стратешки документ. На самата платформа исто така планираме да внесеме еден дел каде што ќе се спроведуваат најдобрите практики, каде што општините ќе имаат можност да ги представат своите најдобри практики во спроведувањето на нивните стратешки документи и на тој начин дополнително меѓусебно да се инспирираат и мотивираат и да видат кој што прави и да знаат дека тие можат да направат повеќе во спроведувањето на стратегијата. Тоа е накратко за самата платформа. Во последниот дел ќе имаме можности за прашања, за дискусија, но исто така и за предлози од ваша страна, кои што ни се многу битни, од аспект на како да се погрижиме ние, но и сите вие,
да заживее платформата и да биде навистина еден пример за добра практика за тоа како треба да се следи спроведувањето на стратешките документи. Инаку, кога правевме ние истражување за постоењето на слични платформи, свативме дека такво нешто едноставно не постои. Има во неколку држави примери каде што на државно ниво владите прават напори за следење на нивните стратешки документи. Има постојат некакви платформи, но тие не се вака детално разработени како нашата. А уште помалку пак можевме да најдеме пример за таква алатка на општинско ниво, така да се надиваме дека доколку оваа платформа заживее, продолжиме да користиме на еден долг рок, навистина ќе имаме со што да се пофалиме и да кажеме дека сме развиле нешто што е иновативно, што е уникатно и што функционира и дека ќе можеме да го споделиме нашето искуство и да инспирираме и пошироко од нашите национални простори. Сега Ме навистина за пофалба заради тоа што со само тоа сме еден чекор поблиску да направиме некаква убава промена и јас во моје име сум благодарна за тоа. А сега би се надоврзале на господинот Александар, кој е советник на Виница и кој може да ги сподели со нас искуствата и гледиштата кои ги има за овој проект. Благодарам. Најпред да се извинам на сите за малото гласање, но има неодложиви активности. Добре дојдовте и од мене на завршната конференција, работиме заедно, достигнување идни чекори. Јас сум Александар Јованов, член на Советот на општина Виница и имам чест накратко да ви го представам нашиот пат до стратегијата. Нашиот пат започна со иницијативата на првата детска амбасада во светот Меѓеши за партнерство кое ќе обедини идеите на јавната администрација, стручните служби и најважно гласот на децата, кој доби поддршка од општина Виница и во соработка со Центарот за семејно и детско згрижување во Скопје почна проектот Место за растење, општини посветени на децата. За изработка на нашиот стратешки план за правата на децата на општина Виница за 2025-2029 година ги вклучивме сите релевантни представници од општинската администрација, наставници, стручни служби, полиција, здравствени институции и најважно гласот на сите деца. Ова стратегија беше усвоена на последната 42-та седница на Советот на општина Виница, одржана на 27 мај 2025 година со 15 гласа за, односно едногласно. Преку редица локални конференции, директни консултации со децата, дефиниравме 5 стратешки цели, а тоа како што спомнате и вие, да се обезбеди дека секој дете и млад човек ќе биде ценет, почитуван и третиран правично. Да се обезбеди глас на тие што имаат потреба и приоритет да бидат слушнати и земени во предвид при креирање на локалните политики. Да им се обезбеди простор за квалитетно образование и основни социјални услуги. Да биде обезбедена безбедна, сигурна и животна, здрава средина за сите деца. Да се обезбеди уживање во семејниот живот и слободното време. Како член на Советот, јас ги потикнувам и останатите градови, останатите општини во Република Македонија да се приклучат кон иницијативата и да се донесе еден таков стратешки проект. Ние заедно може да продолжиме да растеме и учиме заедно, да градиме иднина која ќе ја почитуваат децата. За на крај ви благодарам за вниманието, да се грижиме, да воспоставиме една здрава средина за растење на децата. Благодарам и на вас. Сега доколку има некакви прашања или некои совети, сакате нешто да додадете, слободно може тоа да го направите, а доколку не сакате во моментов на QR кодовите со скенирање можете тоа да го направите. Па ако има некакви прашања, поделам. Пријатка во панел дискусијата мати јас обновкам дека се метирам дека слушам.
Океј, преска во панел дискусијата јас и Матеј спомнавме дека се надеваме дека другите општини, односно децата од другите општини нема да останат лишени од оваа привилегија, која имаме ние да бидеме вклучени во овој проект. А моето прашање е дали ќе бидат вклучени, дали ќе продолжи, затоа што ова завршна конференција, проектот е довде продолжуваат стратегиите кои се донесени до сега. Што ви е замислата со другите општини, дали ќе се креира некоја можност и во другите општини да се имплементира нешто вакво и таму да се работи на вакви стратегии, односно да се донесување вакви документи? Да. Преку другите активности кои што ги спроведуваме како организација или кои веќе ако сака слободно може да ме дополни, планираме да ги споделуваме стратегиите и да споделуваме искуство, целиот процес на развој на стратегиите со другите општини и на некој начин да ги осигураме дека ние сме тука за нивна поддршка доколку тие сакаат да се решат неистиот чекор, да ги консултираат децата во нивните општини и на тој начин и после тоа врз основа на приберените мислења и од децата и од страна на другите чинители да развијат нивен документ за јавни политики за напредување на правата на децата. Ќе продолжиме да бараме можности за на некој начин реплицирање на добрите практики развиени во текот на проектот и од страна на другите општини, но исто така се надеваме дека и општините сами преку сите тела во кои што функционираат, но и преку нивните неформални комуникации со колеги од останатите општини ќе ги споделат нивните искуства и на тој начин ќе ги поттикнат да се заложат да развијат едни такви документи и понатаму да бидат целосно вклучени во нивното спроведување. Но во секоја општина практично во рамките на проектот беа обучени голем број на наставници и на вработени во градинките, затоа не само сензитивизирани на тема детски права, туку беа обучени за како да ги консултираат децата за сите прашања кои што се од нивен интерес. И од тука имаме една голема група на обучени професионалци кои можат да ги пренесат своите искуства и во останатите општини и да им помогнат на нив во спроведувањето на консултации со деца и понатаму во самото развивање на стратешките документи. Така да еден апел до сите вас да ги промовираме резултатите од проектот и да охрабриме и други општини да се вклучат, а може би тоа апел и до децата и младите, што може да споделувате со ваши врсници од други општини и понатаму сами на нивна иницијатива да поттикнат и тие нивните општини да се приклучат кон овие процеси. Повеле? Здраво на сите од мене. Сакав да надополнам дека работејќи на овој проект и учествувајќи во различни конференции, дискусии, работилници во самиот подкаст, многу од моите мислења и ставови беа проширени, а некои дури променети, додека разговаравме со другите представници на општина Велес и неколку други мои соученици, пријатели и слично, сватив дека во нашата општина, а претпоставувам и во другите, имаме доволно места каде што децата можат да учествуваат, да реагираат, да ги покажат своите знаења, своите таленти, да може едноставно да бидат слушнати, но сепак тие не се доволно информирани и инспирирани. И на некој начин нема доволно желба да направат нешто, некоја промена која што ќе му послужи на општеството. Затоа мислам дека би било добро да имаме некое место, можеби некоја вебсайт страница или некоја Инстаграм страница каде што преку различни видеа ќе можеме да делуваме и да ги инспирираме децата тие повеќе да учествуваат во различни настани, во различни работилници и слично, за тие да бидат се поспремни и се
искусни за кога ќе дойде време тие самите да носат одлуки, да знаат како да го прават тоа. Можеме да објавуваме различни видеа каде што ќе покажеме како децата може да бидат слушнати, како може да направат некоја голема промена во општеството за подобро имиње. Мене некој ептен ме радува оваа идеја и сакам само да кажам дека проектната веб страница и сите социјални профилите на сите социјални мрежи што ги имаме ви стојат целосно на располагање за објавување на какви било содржини кои што прилегуваат од вас и многу би ни израдувале доколку ни пратите нешто што би сакале да го објавиме, да го споделиме, но исто така и на нашите организацијски профили на сите социјални мрежи. Стоиме на располагање за такви активности. Дали имам уште некое прашање? Или нешто да додадете? Добро, ви благодарам. Во тој случај би ја поканил уште еднаш господјата Весна да ни представи еден од плодовите кои произлезе од проектот од рамките на Кисела. Ке станам бидејќи сум малечка. Да сакаш да седнеш? Не, Што стоиш? не, ќе се стојам тука, се надевам дека Може и после. нема да те гледам мало. Нема платформа. Да. Значи, како резултат на вистина многу макатрпното работење и постојаното барање нешто децата да ни дадат, ние како тим одлучивме дека и ние треба нешто да им дадеме на децата. Нешто да остане како трајна вредност и за нас, и за децата, но и за носителите на проектот, вас како КМОП и како медијаши. Тука најкреативна беше нашата колешка воспитувач Клементина Петрушевска, од каде што проучуваме. Буквално можам да кажам дека е како заштитен знак на проектот Место за растење општини посветени на децата, а тоа е една песничка со прекрасни зборови. Па да ја слушнем. Само ќе дадете момент на техничката подршка. Убаво место за растење за сите нас, да се слушне секој детски глас. Желби и идеи споделуваме, за важни нешта одлучуваме. За сите деца, големи и мали, под исто сонце и зашто ни гали. Идеи добри, тука се во мода, растеме среќни во кисела вода. Убаво место за растење за сите нас, да се слушне секој детски глас. Желби и идеи ние споделуваме, за важни нешта одлучуваме. За сите деца, големи и мали, од исто сонце ли зашто ни гали. Идеи добри, тука се во мода, растеме среќни во кисела вода. За сите деца, големи и мали, од исто сонце ли зашто ни гали. Идеи добри,